Средбата меѓу представници на Македонија и Грција со посредникот на Обединетите нации за спорот со името Метјонимец, која е закажана за 11 и 12 декември во Брисел, е знак за континуитет на позитивната клима која се создаде во односите меѓу двете земји по промената на власта во Македонија, пишува грчкиот весник Катимерини. Следниот самит на НАТО кој треба да се одржи на 11 и 12 јули во Брисел се јавува во функција на некаква временска рамка која го придвижува решавањето на спорот и постигнување взаемно прифатливо решение. Македонија се надева дека конечно ќе се отвори патот да стане членка на алијансата. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас повеќе пати напомена дека прашањето ќе биде решено во првата половина на 2018 година, предупредувајќи дека доколку ова не се случи, ќе има големи потешкоти. Ако не се реши спорот, ќе има големи потешкоти. Ако се реши, потребни се 3 до 4 месеци бирократски процедури во Обединетите нации. Така што сето тоа ќе биде завршено до крајот на 2018 година. Во 2019 година ќе почнат председателските избори во соседната земја. Летото 2019 ние ќе имаме избори, изјави неодамна Кодзијас. Грчките медиуми коментираат дека прашањето е дали промената на власта во Македонија навистина значи и промена на ставот. Ставовите изнесени од премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Никола Димитров се умерени и проткаени со духот на подготвеноста за компромис. Но сепак има голема разлика од изјавите во јавноста до суштинско усвојување на поинаква позиција. И секако не е во прашање само името, нешто што предизвикува големи реакции во ПРМ. Дури и да се постигне взаемно прифатливо решение, потребно е да има подготвеност тоа да се употребува, пишува Катимерини. Двете земји, додава весникот, спроведуваат мерки за градење доверба преку мали и лесни чекори, но символични и мощне корисни. Во тој контекст коментираат грчките медиуми е забележливо и смирување на страстите околу агендата на поранишниот премиер Никола Груевски околу проектот Скопје 2014.